Најголемата винарска визба на Балканот е една од водечките во Европа по квалитетот на вината кои ги прави Тиквеш. Денеска ги угости своите деловни партнери, лозари, амбасадори и други соработници и пријатели на прослава на Денот на лозарите Свети Трифун, како што тоа особено го прави последниве години на локација во близина на комбинатот. На домејнот Лепово беше извршен чинот на свеченото закројување, на кој му претходеше пригодна богослужба на кавадаречките свештеници, посветена на заштитникот на лозијата Свети Трифун. Директорот на винаријата Тиквеш Игор Илиевски го изврши символичното закројување и вети дека винаријата ќе продолжи со трендот на правење на добри вина, но пред се одгледување на квалитетни сорти на грозје, зашто Тиквеш особено внимава. На средбата беше и председателот на управниот одбор на Тиквеш Свето Јаневски, како и министерот за земјоделие Михаил Цветков. Пред се сакам на сите земјоделци или пред се на лозарите да им го честитам Свети Трифун, празникот, да им посакам добар род, добар квалитет и пред се за својот род да си ги добијат потребните пари. Да одговорам на вашето прашање како да очекуваме Свети Трифун. Како и секоја година и оваа година проблеми и затоа сме ние тука да ги решаваме проблемите и секако дека не треба све да оставиме на Свети Трифун, него лозарите, ние како министерство, како држава, како влада, сите да се сплотиме и да го направиме што тоа треба да го направиме. Односно во лозарството да ги применеме сите агротехнички мерки. Еве закројувањето сега што е да закроиме онака да добиеме род кој што е квалитетен, имајќи во предвид дека во нашето окружување, а и во светот каде што ние тежнееме да го извезуваме нашето вино, се бара квалитет. За да се направи квалитетно вино, потребно е да имаме квалитетно грозје. И во тој правец ние како министерство ги преземаме сите мерки за да земјоделците, лозарите произведат грозје од кое што може да се направи квалитетно вино. Во тој правец еве имаме доставено барање до антикорупцијска комисија да не одобри еден проект каде што ќе имаме демо фарми или демо лозови насади, каде што ние како министерство ќе ги сносиме сите трошкови за да покажеме на лозарите што е она све што треба се направи како агротехнички мерки за да се добие еден квалитет. Имаме ли измрзнување во лозијата во Македонија од овие ниски температури ова зима? Така, вие слушавте и вие како медиуми доста објавивте, значи кога беа овие мрзнањата, дека има мрзнање, но се уште не можеме да го тоа кажеме. Ќе ја чекаме вегетацијата, ќе видиме како ќе се развива и врз база на тоа доколку некои лозови насади се измрзнати, има комисија, ќе направат проценка. Вие знаете дека ние земјоделците никогаш не сме ги оставиле да бидат необештетени во однос на вакви временски неприлики, така да тоа ќе го направиме сега. Инаку во минатата година во Македонија се произведени вкупно 150 милиони килограми грозје, главно винско, откупени се 140 милиони килограми, односно 125 милиони килограми без собствено производство на винарски визби. Од вкупно 75 регистрирани винари, откуп вршеле 52. Минатата година, односно оваа исплатата, до овој момент е направена 27% во рок од 7 дена, Смедеревката 23, Вранецот 32, а 46% до почетокот на месец февруари оваа година. Што се однесува до извозот, во наливно вино, процентот на извозот изнесува 55% најмногу во Европската Унија и 41% зголемување имаме во други земји надвор од Европската Унија. Во флаширана состојба, квотата на извоз се исполнета речиси 100% и истата изнесува 103 хектолитри. Во 2016 година поднесени се вкупно 17.228 барања за субвенции за површина од 19.978 хектари. Исплатен износ од 291 милион 24 000 денари.